Меѓуопштинското здружение Мобилност од Кочани започна 6-месечен проект за јакнење на јавната свест за правата на лицата со попреченост, а во кој ќе бидат вклучени медиумите и современите начини за комуникација преку социјалните мрежи. Во рамки на проектот се одржа првата од 5 работилници, на која пред членовите беше објаснета Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, што ја донеле Обединетите нации, а која што е главен меѓународен правен инструмент за регулирање на правата на лицата од оваа општествена група. Во рамките на овој проект предвидено да се одржат уште 3 работилници, кои што ќе се реализираат во периодот до септември. Исто така во рамките на проектот предвидена е изработка на видео материјали, тоест видеоклипови кои што преку дистрибуција на социјалните мрежи ќе придонесат кон јакнење на видливоста и свеста за правата на лицата со попреченост кај општата јавност. Значи фокусот е да се анимира населението дека лицата со попреченост треба да станат малце повидливи во општеството. Останатите 3 работилници ќе се одржат во Виница, Делчево и Берово, а завршната трибина планирана е повторно за во Кочани. Проектот финансиски е поддржан од Националниот совет на инвалидски организации и Македонскиот институт за медиуми, а во соработка со Канцеларијата на Европската унија и Британскиот институт за медиумска различност. Инаку, меѓуопштинското здружение Мобилност има над 350 активни членови и ги опфаќа лицата со телесна попреченост од општините Кочани, Виница, Делчево и Берово.